Добро вечер и добре дојдовте во 24 анализа. Вечерва централна тема енергетиката и либерализацијата на пазарот со струја. Македонија имено ја одложи втората фаза од овој процес и тоа веќе по втор пат. Беше предвидено над 140 компании сами да излезат на пазарот и самостојно да набавуваат струја, односно самостојно да одлучат од кој оператор ќе се снабдуваат со струја. Токму на оваа тема и на се она што е поврзано со струјата, вечерва мојно и ваш гостин, првиот човек на Македонската енергетска асоциација, Кочо Андјушев. Најпрви добре дојдовте. Ви благодарам за поканата и поздрав до гледачите на 24 вести. Господине Андјушев, околу одложувањето на либерализацијата има две мислења и две образложенија. Од владата најпрво ни излегува дека станува збор за социјални причини, односно за тоа што ќе да се избегне ценовниот удар врз граѓаните. Регулаторот пак ја правдаше одлуката со тоа што станува збор за технички причини и клучните енергетски компании не се подготвени. Вие како прв човек на Македонската енергетска асоциација ве прашувам според вас кој е вашето мнение, кои се вистинските причини? Претпоставувам вистината е негде на средина. Значи јас не би можел да дискутирам за анализите кои што ги направиле институциите, нормално би требало тие да ги образложат како што ги кажале. Јас можам да зборувам малце повеќе за општиот тренд на либерализацијата и што тоа значи. И можам да зборувам нели она што законската регулатива го предвидува во Македонија, а таа е превземена од законската регулатива на Европската унија, каде што ние сите стремиме. Што се однесува до вистината на анализите, како што го поставивте вие прашањето, мислам дека најповикана институција во нашата држава да ги образложи е регулаторната комисија. Таа ги прави сите пресметки и анализи за цената на електричната енергија и тоа зборуваме пред се за регулираниот пазар, каде што таа има ингеренции да ги смета цените, додека за слободниот пазар, тоа се веќе пазарни услови на стопанисување. Јас би можел малце повеќе тука да дискутирам, значи, она што би се нарекло либерализиран пазар. Може би е добро на самиот почеток за граѓаните и за гледачите ваши и наши, значи да објасниме што значи либерализацијата. Мислам дека би требало овој разговор да го почнеме од таа точка, бидејќи по моје чувство многу малце се разбира во пошироката јавност што значи либерализацијата. Значи, либерализацијата на пазарот на електрична енергија е давање можност на одредени чинители на пазарот, значи на одредени корисници на електрична енергија, да не купуваат електрична енергија по регулирани цени, значи по дефинирани од регулаторна комисија цени, него да купуваат енергија согласно пазарните услови на пазарот. Што тоа значи? Значи, тоа значи дека ние досега во државата и од сега понатаму ќе имаме два пазари. Значи, едниот пазар е регулиран пазар, каде што имаме регулиран производител на енергија, таму значи од кај што излегува енергијата, тоа е ЕЛЕМ во главно, и имаме регулиран дистрибутер на електрична енергија, тоа е ЕВАНА, и регулаторна комисија по одредена методологија, по формули и правила кои што се донесени како на ниво на закон во оваа држава, пресметува по која цена ќе ЕВАНА ќе ја плаќа електричната енергија на ЕЛЕМ и по која цена граѓаните ќе ја плаќаат електричната енергија во ЕВАН. До сега регулираниот пазар е се, значи во оваа држава, освен 8 големи компании кои што купуваат електрична енергија на слободниот пазар. Тие големи компании се значи ФЕНИ, Југохром, претходно, значи и сега повторно Југохром, претходно Силмак, Железара, значи сите субјекти, тоа се Макстил, Скопски легури, Арчелормитал, Цементарница, Бучим, и мислам дека ги набројав сите, некоја може да испуштив, но не е битно да добиеме представа само за кои компании станува збор. И тоа не е мала количина на енергија, значи тие користат некаде кога работат сите заедно околу 200 мегавата енергија од вкупната потрошувачка 1000 мегавата, колку што е да речеме некаква средна потрошувачка во Македонија. Но нормално зборувам во услови кога тие работат со полна снага, не е тоа секогаш така. Тие се на слободниот пазар, значи тие мора само да ја платат таксата према преносниот оператор, значи мора да платат за користење на далеководите и откако тоа ќе го платат, понатаму цената на електричната енергија ја одредуваат тие со нивните испорачатели на електрична енергија. Сите останати субјекти на пазарот на електрична енергија во Македонија во моментот, а тоа се значи малата и средната индустрија, понатаму граѓанството, значи куќите, дуќаните, значи сите други корисници на електрична енергија освен наведените, имаат регулирана цена на електрична енергија што ја одредува
регулаторна комисија и таа цена они му ја плаќаат на Евана, значи Евана е нивни дистрибутер. Што е новата либерализација? Значи, што е следниот чекор на либерализација? Тоа на што јас сега го кажав е каква е сега состојбата. Значи, што предвидува законот? Законот предвидува во следниот чекор на либерализација, тоа беше закон, значи, донесен во март 2012 година, таа требаше да почне 1 јануари 2013, се одложи за 1 јули и сега се одложи повторно и тоа е, значи, право на, како да кажеме, на институциите да одлучат во кој момент ќе настане либерализацијата, и јас тоа право не би го дискутирал во моментов, единствено, значи, ќе сакам да објаснам само за што станува збор. Значи, законот предвидува дека на либерализираниот пазар, значи на слободниот пазар, треба да излезат следните компании, значи мора да излезат компаниите кои што задоволуваат два услова кумулативно, а тоа се да имаат над 50 вработени и да имаат над 10 милиона евра приход годишен. Такви компании, согласно информациите од Централниот регистар или депозитар, не ме фаќајте за збор, значи, се селектирани во Македонија за 2013 година врз база на завршните сметки од 2012 година и тие се 146 компании кои што се објавени на веб сајтот на МЕПСО. Тие компании во моментов, значи, се оние, да кажеме, после овие првиве најголеми компании кои што ја носат македонската индустрија. Може секој да ги провери кои се тие, значи, компании, 146, и они во моментот, значи, плаќаат регулирана цена на електрична енергија према Евана, и ако ги земете нивните сметки, просечно околу 95 евра по мегават час. Значи, просечно зборувам, има такви кои што плаќаат 62-3 евра и има такви кои што плаќаат 130 евра. Нормално, сето тоа зависи од кое напонско ниво се приклучени, обично се 3 напонски нивоа на кои што може да бидат приклучени, и тоа е, значи, моменталната ситуација. Овие, кога ќе испаднат на слободниот пазар, повеќе нема да имаат обврска, да ја плаќаат регулираната цена и ќе имаат можност да се договорат со испорачател на електрична енергија, кој што нив ќе им даде цена каква што ќе они договорат. Да биде појасно, се извинувам за гледачите, вие дадовте една интересна аналогија последниот пат на состанокот, велите тоа е нешто слично, исто како кога се либерализираше телекомуникацијскиот пазар и кога можат граѓаните да бираат од кого сакаат да ги користат услугите. Точно така. Значи, ние слична ситуација имавме и во пазарот со мобилната телефонија, нели? Значи, во телекомуникацијниот пазар имавме еден оператор, тоа беше Телеком на почетокот, односно Мобимак. И после тоа, нели, влегоа нови два оператора. Значи, тука се поставува прашањето за користење на мрежата. Значи, тоа европската регулатива го решила, исто како и во мобилната телефонија, така и во енергетиката. Мрежата останува во сопственост на Евана мрежа. Значи, Евана има обврска да се подели на две компании. Значи, Евана мрежа, која што ќе се грижи за мрежата и таа ќе биде регулирана и понатаму цена, ќе одредува регулаторната комисија, и секој кој што ќе сака да помине низ таа мрежа, значи секој као патарина на автопат, мора да плати одредена надокнада која што на годишно ниво ќе биде одредена од регулаторната комисија во зависност од напонското ниво. Додека цената на енергијата до крајниот корисник ќе се состои од неколку цени. Значи цената на енергијата што ќе ја донесе снабдувачот, плюс цената на преносот и дистрибуцијата и плюс таксата за пазарот за операторот на пазарот на електрична енергија. Сега, овие цени, значи, освен цената на енергијата, овие другите три цени се фиксни цени, кои што ги одредува регулаторна комисија. Тие во дадени земји се на различно ниво, регулаторна комисија ги има и во Македонија пресметано, мислам дека она веќе излезе со тие цени, и тие се движат на ниво некаде од некои 5-6 евра за највисокото напонско ниво, па до 30 евра на најниското напонско ниво, но најниското напонско ниво е 10 киловолтно, 0,4 киловолтно напонско ниво, додека овие 146 фирми за кои што јас зборувам, тие во главно, значи, се приклучени на 10 киловолтно напонско ниво, таму е најголемата потрошувачка, и таму, значи, таксата е значително помала од тие 30 евра. Господине Ангјушев, ако првиот пат одложувањето на либерализацијата токму за овие 146 компании беше причината поради што истите не беа информирани, сега вие од кога сте председател на Македонската енергетска асоциација тврдите дека компаниите се спремни. Дали секој следен рок, например, ако биде и за еден месец, дека компаниите без проблем ќе можат да излезат на пазарот, тврдите?
Видете, значи не е замислен процесот на либерализација дека треба компаниите да имаат некое посебно спремање. Значи тие нема потреба како да кажеме да станат енергетски експерти. Законот предвидува, а и процесот на либерализација во сите земји каде што е спроведен, така спроведен, да тие не треба ништо посебно да прават. Значи исто кога вие кога користите мобилен телефон од друг оператор не станувате телекомуникационен експерт за да тоа го направите. Значи ќе се појават компании кои што нив ќе им понудат комплетна услуга, како и до сега они што зимаат, секоја компанија треба да си ја продолжи работата оноа што си ја работи во дејноста, а да нормално добие колку што може поволни услови за некој производ или ресурс кој што го користи као репроматеријал, и струјата е еден ресурс кој што влегува во трошковната цена на секој производ на крај кој што компанијата го продава без разлика од која област. Ајде токму за оваа можност колку поконкретно да ви одговорам, компаниите се информирани. Ние во рамките на Стопанската комора и на Македонската енергетска асоциација се договоривме дека ќе одржиме неколку состаноци, таква обврска земавме и пред владата, таква обврска земавме и пред регулаторното тело на енергетика во Македонија, дека ќе направиме активност во која што компаниите ќе ги подготвиме. Ние такви активности направивме можеби и повеќе од што треба. Значи имавме прво состанок со сите заедно, па ги поделивме по групи, па повторно ги информиравме, и компаниите имаат навистина пристојна, да речеме, ниво на информираност за тоа што треба да се случува. Впрочем, не е точно дека тие треба да прават некакви измени кај нив внатре во компаниите. Значи, нити треба они да ставаат било каква опрема, нити некакви мерни уреди треба да ставаат. Значи, ништо они не треба посебно да прават кај нив. Значи, сето тоа е веќе направено или Евана како дистрибутер односно како оператор на дистрибутивната мрежа треба да го направи до либерализацијата. Што значи со други зборови компаниите со една реченица кажано нити треба нешто посебно да се спремаат, а се доволно информирани и спремни. Дали тоа значи дека либерализацијата ќе отвори простор за нови работни места, нови компании, нови консултантски услуги, од аспект на тоа ако нема потреба внатре да стануваат енергетски експерти, онда ќе има компании кои што тоа ќе го вршат за нив? Видете, снабдувачите кои што ќе се појават на пазарот, предпоставувам дека најдобар дел од работата за нив ќе ја сработат. Значи, тој најдобар дел е да ги советуваат како они да се придржуваат во потрошувачката на електрична енергија за да поминат поевтино. Значи, тоа они и денеска можат да го прават. Меѓутоа, значи, прашање дали има интерес да се они советуваат. Значи, денеска еден главен трошок на компаниите им е максиграфот. Тој многу зависи од технологијата, но може и тука малце да се влие, значи со некаква автоматика да се тоа реши. Но мислам дека видете, ние сите треба да се стремиме кон тоа веројатно да оставиме да пазарните услови ги решат сами по себе проблемите, пошто секогаш кога има конкуренција, таа ќе наметне поквалитетна услуга. Тоа е идејата на либерализацијата. Ајде да видиме либерализацијата што донесе во Хрватска. Они се на 2 недели пред влез во Европската унија, целосно го отворија пазарот. Предлагам да го погледнеме прилогот кој што вчера водеше во централното издание. Хрватските медиуми нанозе. Пазарот со струја е целосно отворен. Европските енергетски гиганти во силна конкурентска битка веќе освојуваат Хрватска во обид кој ќе понуди пониска цена за струја и за компаниите и за граѓаните. Словеничката Гени и германската РВЕ понудија поевтина струја за домаќинствата и до 30%. Ви живите у погрешном дојму да су вам цене баш ниске. Нису вам ниске. Да су сувише ниске, ми данас не били ту. Јер не би имали простора да остваримо профит и нудимо ниже цене. А тоа е оно што ми радимо данас. Ми доказуваме да се може и са нижим ценама још увек радити с профитом. Сигурно гарантирamo ljudima, to su postoci uštede u prvoj godini, te također uštede u drugoj i trećoj godini. Хрватското електростопанство ХЕП во пресметки како да ги задржи потрошувачите. Во интервју за државната хрватска телевизија, Шерич, председателот на ХЕП, изјави дека пониските понуди доаѓаат во време кога цената на струјата на светските берзи поевтинува. Možemo očekivati barem malo pojeftinjenje. Nećete kalkulirati nadam se da biste poskupili. Ja samo mogu ponoviti da mi radimo naše kalkulacije, mi ćemo biti spremni. Mi već radimo na novim proizvodima i uslugama na tržištu. Конкуренција е добродошла. Македонија ја одложи по втор пат втората фаза од либерализацијата на пазарот за електрична енергија со образложение дека ќе поскапи. Регулаторот пак пролонгирањето на рокот го оправда со неподготвеност на ЕЛМ и МЕПСО. Брисел најави дека второто пролонгирање ќе биде нотирано во следниот извештај.
Добро, господине Анѓушев, ако либерализацијата во Хрватска ги донесе големите европски гиганти да се надпреваруваат кој ќе ја собори цената, тогаш која е логиката во Македонија кога велат дека либерализацијата ќе зголеми цената? Јас не можам да ја коментирам таа изјава, впрочем и бев одсутен на службен пат едно 10 дена претходно, па и не бев баш во тек, мислам не ги проанализирав сите тие изјави да можам да коментирам. Веројатно нели треба да се обратите таму каде што биле изречени. Она што можеме да го кажеме е дека јас еве прв пат го гледам овој прилог од Хрватската телевизија, бидејќи навистина до вчера бев на пат и не можев да не ја пратев ситуацијата. Значи, само можам да повторам дека либерализацијата на пазарот на електрична енергија, значи, ја стимулира конкурентноста. Конкурентноста ја стимулира давањето на цени веројатно пониски во моментот, а од друга страна и подобар квалитет на услуга, бидејќи да не ја заборавиме и нивото на услуга да не го заборавиме. Јас сакам само да потсетам една ситуација, вие преска направивте добра споредба со мобилната телефонија. Јас знам кога го земав мојот прв мобилен телефон, самата линија кошташе, значи картичката кошташе, па понатаму телефонот скапо кошташе, па требаше врски за сета таа работа и така натаму. Да денеска ние имаме ситуација каде што нели по телефон ви поклонуваат, картичката не кошта ништо, само да бидете претплатник. Ете, од ова што го видовме во Хрватска што се случува, од прилика се случува тоа и во енергетскиот дел. Нормално мораме да бидеме честни во тој пристап и да кажеме дека сега моментот погодува за таа работа. И во која смисла, тоа сакам да го објаснам. Значи, ние во Македонија имаме 70% од прилика собствено производство на електрична енергија и имаме 30% од прилика увоз на електрична енергија во државата. Зборам генерално, бидејќи енергетиката на крај е систем на врзани садови. До сега сопствената енергија, значи, доаѓа од елем и таа се плаќа по регулирана цена. На крај вкупната енергија е микс од цена, значи одредена количина 70% по, не знам, 39 евра по мегават час колку што е регулираната цена и остатокот од енергијата е збир нели од увозите. Увозот што го прави сега Евана го прави за своји потреби. Евана увезуваше минатата година цена по електрична енергија по цена од 70 евра по мегават час. Значи, влегува 30% по 70 и 70% по 39. И нормално тој микс е на некоја одредена цена. Кога вие сега ќе ставите, значи, одреден процент, кога ќе го земете во предвид дека цената на електрична енергија на берзите падна до скоро регулираната цена на елем, што значи дека ако тоа беше 70 евра, сега е некаде 40 на евра за следната година предвидувањата се и овие месеци што следат до крајот на годината, тоа значи дека треба да се очекува да вкупниот микс на цената биде помал од тој кој што сега во моментов го плаќа. Што значи дека вкупното ценовно ниво треба да се очекува да падне. Тоа е значи овака логиката, освен нели ако не се покачи производната цена во Македонија, но таа колку и да се покачи, не може да се покачи да ја компензира разликата помеѓу 40 до 70, нели колку што било претходно. Сега јас направив една математичка, како да кажеме, едно математичко објаснување кое што се обидов да го симплифицирам колку што можам за да сватиме дека во моментот погодува, значи, ситуацијата на падот на цените на електрична енергија на релевантните берзи, на кои што и ние гравитираме, а тие се две. За жал, значи, имаше многу обиди за берзи, но две се тие кои што се релевантни, тоа е Хупек, значи таа е маđарската берза и тоа е, значи, берзата во Германија. Тие се две берзи кои што ја диктираат, како да кажеме, и цената во регионот, и количините и така натаму. И сето тоа треба да стигне некако до македонските компании. Значи, јас пак ќе кажам, зборувам за она што треба да биде либерализиран пазар. Значи, доколку тоа би се случило, да тие бидат на слободниот пазар, тогаш, ако зборуваме за оваа цена некоја од 40 на евра просечно, и ако зборуваме за некоја просечна цена од 20 на евра, која што треба да биде овие преносни дистрибутивни такси до 10 киловолтно ниво зборувам, значи ние доаѓаме до некоја цена до крајен потрошувач од 60 на евра и тука додадете ги, не знам, сите отстапувања, дебаланси, кросбордери, маргините на нели на трговците, пошто и тие снабдувачки работат со некоја маргина, како што впрочем и денеска и Евана работи со некоја маргина. Значи ќе дојдете до некоја цена не повеќе од 70 веројатно евра по мегават час, 72-3 евра по мегават час, кои што ако ги споредите со постојните 95, имате една значителна разлика во цена која што треба да ја почувствува македонската индустрија. Значи јас зборувам сега за меѓународните трендови, зборувам значи за
пазарот на електрична енергија меѓународен и ние мораме таков да го гледаме, значи ние не можеме како Македонија да бидеме издвоено енергетско острово, значи тоа не може да функционира. Што значи тоа, за колку поевтина струја би добивале компаниите, имате присметки? Па еве управо тоа и ви го кажав, нели, значи визави некои 95 евра просечна цена, таа би требало да биде да речеме 70 до 75 евра. Овој просечна цена зборувам за сите тие 146 компании. И што значи тоа дека до следниот рок колку компаниите ќе губат? Па сега јас не можам да ја кажам таа математика, нели? Јас само се обидувам од стручен аспект и од аспект на познавач на берзите и на трговијата со електрична енергија да ви ги кажам ценовните нивоа за да дојдеме нели до некакви бројки. Веројатно е потребно сега да помножиме колку мегават часови они трошат. Добро, но факт е дека одложувањето на либерализацијата тогаш и одлага пониска струја за компаниите цена. Така, добро, значи пак ќе кажам сега за да бидеме значи праведни во целата математика е тоа дека сега овие компании 146 веќе нема да го носат нели товарот на целата дистрибуција и веројатно тоа ќе предизвика одредено покачување на цената на електричната енергија за домаќинствата, но тоа не е така драстично, значи онака како што мислам дека некакви прогнози и предвидувања има. Значи она што сакам пак да го повторам за да на сите ни биде јасно. Значи треба вкупното ценовно ниво на електричната енергија да се намали, значи точно најмногу заради овие 30% увезена енергија кои што треба да дојдат по поевтина цена следната година во Македонија. Добро, господине Ангишев, колку во ова одлагање имаме политички причини или бизнис интереси, како што велат одредени кругови, дека и самите трговци не им одговара да се отвори пазарот, затоа што тоа ќе значи поголема конкуренцијата пониска цена? Видете, јас имам тука една специфична позиција, која што, нели, од една страна јас сум собственик на фабрика, тоа е фабриката Браково Велес, која што го трпи ударот на цената на електричната енергија визави конкуренцијата, тоа можеме да го дискутираме покасно. А од друга страна, значи, имам и компанија за трговија со електрична енергија која што се занимава со тоа, значи, ако мене ме прашате што е мојот личен интерес дали да се либерализира пазарот или не, на трговецот со електрична енергија не му е тоа пребитно. Зошто? Затоа што уместо да вие разговарате со 10 фирми или со 20 фирми да нудите електрична енергија, вие електричната енергија ќе ја продадете у Ева, на која што таа енергија мора да влезе у државата. Ме разбирате? Само е покомплицирано да продавате према 10 или према 15 компании. Значи, јас се среќавам со таа шпекулација дека даете сега, нели, интерес е тоа да се направи, па заради тоа е таквата дискусија. Не, значи, ако мене ме прашате како трговец, интерес ми е да не се направи. Значи, но јас не сум поборник да не се направи. Јас сум поборник да се пратат регулативите заради тоа што Македонија не може да опстане како независна како независно енергетско острво. Значи, она полека треба да се интегрира во тие. Со која динамика ќе се интегрира? Како значи таа интеграција ќе оди? Нормално, за тоа треба да решат институциите во системот и тоа, нели, еве, колку што јас бев информиран сега кога се вратив, се случило. Значи, во тој смисол, сакам само да кажам сега да видиме другата страна сега, значи како собственик на фабрика во метална преработувачка индустрија. Колку ви се загубите, имате некои пресметки направено и претпоставувам индивидуално? Тоа се, да речеме, во Брако можам конкретно да зборувам, бидејќи таму знам, значи ние зборуваме за некои 150.000 евра на годишно ниво. Значи тоа се, сега ќе речете, да, заштеда. Значи и малце и многу, нели? Значи како ќе го гледате, зависи 150.000 евра една убава машина. Значи за конкурентноста многу. Една убава машина. Значи ние мораме да влеземе и во кожата на индустријата. Значи, во кожата на индустријата тоа изгледа отприлика вака. Вие, ако сакате да имате индустрија во Македонија, фабрика, еве јас зборувам за метална, да речеме, индустрија, мислам дека за најголем дел од индустриите тоа важи, вие морате да бидете извозно ориентирани. Македонија е мал пазар. Вие за Македонија само ако произведувате не можете да имате поголема индустрија. Например, Брако 96% извезува. Кога вие извезувате, значи на меѓународниот пазар, ваш конкуренција ви е цел свет. Значи не сме ние единствени, да не кажам дека може би сме и најмали. Значи конкуренција ви е целиот источен блок претходен, конкуренција ви е Кина, Азија, Индија, нели као дел од Азија и така натаму, но да не ги занемарим и овие другиве бившо социјалистички, како да кажеме, држави од бившиот источен блок.
И сега таму нијанси се во прашање. Значи секогаш тој што ја купува вашата роба, нормално сака да добие што е можно подобар квалитет, за што е можно пониска цена. И сега секогаш е тука компаративната анализа помеѓу компаниите, до каде можете да одите. Например, Македонија каде е добра? Македонија има ефтина работна рака, се уште за сега. Значи, меѓутоа Македонија има скап транспорт. Ако зборувате за големи, за масовни транспорти. Значи, ние немаме пристаниште, да речеме, цената на било кој тон пренесена роба од Солунско пристаниште е 20 на евра, тоа значително, ако пренесувате 2-3 тони месечно материјали, тоа значително, значи, го тежнува сето тоа, но тука ние не можеме да измениме, тоа е нашата позиција. Добро, имаме и предност, значи сме во цртето на Балканот, но тоа може да е предност во рамките на Балканот, али не е за светот предност. И сега тука е прашањето, значи, од друга страна, ако ние плаќаме поскапа електрична енергија визави нашиот конкурент во Романија или во Хрватска или во Словенија или нели да речеме во Германија, онда предностите што ги имате на една страна лесно ќе ги изгубите, на друга страна и станувате неконкурентен. Мислам дека ние треба да се позанимаваме со тој момент, значи да ние македонската индустрија треба да ја направиме конкурентна визави индустријата која што нас ни е конкуренција, нели, на тој пазар каде што ние се обидуваме да продаваме. Пред 2 недели разговарав со првиот човек на Македонската енергетска заедница Купеч. Велат дека, како што и вие споменавте, одложувањето ќе представува одредени ефекти ќе има врз индустријата, но и врз граѓаните. Ајде да го проследиме разговорот. Mr. Kopec, are you aware of the delay of the second phase of opening the electric market here in Macedonia? We have not been officially informed, if I'm aware only from the information you provided to me. If it is true, of course, I'm really not very happy with it because Macedonian authorities are anyhow in a big delay in liberalization of electricity market, and despite it was announced this will happen on 1st of January this year, now it seems, as you are telling me, that this will be delayed again. Will this delay have its consequences on Macedonia? I suppose that you will write this on your yearly report. Liberalization of electricity prices for big consumers, so it means for industry, has first consequences for Macedonian economy, not for it's not that important that they fulfill obligation towards us or towards European Commission. All these reforms are because of people, because of consumers, and they will suffer. As you perhaps know, the level of prices in Macedonia for industry consumers or includes also subsidies for other electricity consumers. And this is why with price liberalization for big electricity consumers, so it means for industry, I'm sure that the prices will drop, and this would mean, of course, more or better competitive situation for Macedonian industry. And this is the main consequence. Of course, this will be reported in our annual implementation report, and of course, this will have an echo in progress report which European Commission is every year preparing regarding accession of Macedonia to European Union. Добро, одложувањето ќе се нотира во Брисел, неминуелно останува за европска директива и европски правила, но сакам малку да позборуваме за нашата цена на струја, домашната. Колку е таа социјална и колку е реална? Значи, видите, врз база на пресметките што ги прави регулаторна комисија, таа е реална.
таква е каква што се плаќа, значи таа како што и предмалце објаснив е микс, значи од цената на домашното производство и цената на увозот кој што Евана треба да го направи за количината која што не може да ја добие од ЕЛЕ. Што би требало да се очекува, тоа беше и најавено нели од владата во некакви информации можда пред месец дена дека ако сега еден дел од таа енергија ја купите поевтино, претпоставуваме дека миксот на таа енергија треба да биде нели како цена намален. Но тоа повторно ќе кажам, значи не би сакал ја да навлегувам во политичките аспекти на ова. Јас ви зборувам значи како либерализацијата као процес и као законска обврска. Прашањето кое што го поставувате, значи кое ќе биде ценовното ниво понатаму во оваа нова ситуација е прашање за регулаторната комисија за енергетика. И мислам дека е добро да она единствена значи повикана да ги направи пресметките. Ние сите можеме да правиме пресметки, но таа е повикана да ги направи пресметките и таа е компетентна да ги направи пресметките. Таму има луѓе кои што си ја знаат работата, значи и служби стручни и така натаму, и комесари кои што можат да излезат во јавноста со конкретни пресметки. Мислам дека тоа кога ќе се излезе значи со конкретните математики во две опции, значи едната опција е што би се случило кога само овие 146 компании ќе излезат на слободниот пазар, значи јас можам да стојам за тоа што го кажав која ценовно ниво они би го добиле. И што би се случило значи во тој случај со граѓаните, но не сите, значи само овие 146 кои што можеме ние малце да го модифицираме, како што сега ги модифициравме правилата никој да не излезе, ние можеме да ги модифицираме да излезат само овие 146. Мислам дека е лош изговорот да ако да не излезат овие 146 за да не излезат сите. Значи мислам треба да им дадеме на индустријата, поготово на ова поголемата индустрија, тоа се тие 146 да излезат на пазарот и треба регулаторната комисија да направи една компетентна пресметка што тоа би значело за остатокот нели на клиенти кои што ќе останат надвор од овие 146. Јас лично сум убеден дека нема да има некое големо покачување на електрична енергија од кое што ние би требало да бидеме сите вознемирени, а ефектот од друга страна ќе биде многу голем, затоа што на крајот на краиштата тие компании запослуваат луѓе, тие луѓе треба да имаат плати за да можат да ја платат и другата електрична енергија. Добро, скусени сме од тие пресметки, но неминовно е да ве прашам, вие сте познавач во оваа област, регулаторно е пред финални пресметки за цената на струјата. Какви се очекувањата? Ќе остане иста, ќе оди нагоре, надоле? Па повторно ќе ви кажам, јас не ги знам нивните пресметки. Значи не можам да ви ги кажам нивните очекувања нити па пресметките. И мислам дека на вашите проценки? Еве јас кажав претходно дека логично е дека доколку еден дел од енергијата која што ја продавате и ја купувате пониско од тоа што сте ја купувале минатата година, е да миксот на цена биде понизок од тој што бил минатата година. Значи тоа е логиката, вака општа математичка логика. Но видете таму има и други, не знам, инвестиции кои што се признаваат, развојни програми и така натаму, колку тие ќе влијат врз сето тоа, сепак нели компетентен одговор на тоа треба да даде регулаторната комисија и не е лошо да вие тоа прашање го поставите таму. Ви најавија кога ќе бидат следните рокови за либерализацијата, до кога се поместува? Па јас немам слушнато конкретен рок за кога ќе стартува либерализацијата, значи од она што до сега го слушнав, а повторно ќе кажам повеќе ми е пренесено бидејќи бев одсутен, е дека е само одложена, нема да биде 1 јули, а нов рок јас не слушнав дека кажам. Господине Индјушев, за на крај од ова интервју, лето, гориштини, топло време, кога повеќе се троши струја, кога е топло летото или кога е ладна зимата? Сепак кога е ладна зимата. Значи ние имаме една ситуација во Македонија каде што за жал еден добар дел од електричната енергија зимниот период се троши за грејење. Тоа е најнепродуктивно трошење на електрична енергија бидејќи тогаш од како да кажеме од енергетската вредност на основниот енергенсот кој што се прави таа енергија, да речеме јагленот, користите само 6-7%, додека се останато оди во трансформации, технологија и така натаму. И се додека ние не воведеме субституција на домашното грејење со друг тип на енергенс визави електричната енергија, потрошувачката и понатаму ќе биде најголема кога ќе бидат ладните денови, односно кога ќе бидат ниските температури. Нормално во последните години
се повеќе и повеќе се троши енергија и во летниот период, бидејќи климите се повеќе и повеќе застапени во домовите, канцелариите и така натаму, но тоа засега ни оддалеку не е исто со зимскиот период. Господин Ангишев, ви благодарам на времето. Почитувани, ви благодарам и на вас за вниманието. Јас сум Рина Узунов. Вечерва мој и ваш гостин беше првиот човек на Македонската енергетска асоциација, Кочо Ангишев. Имајте пријатна вечер.